Добро, денес кога сме тука во Бутел да имаме една убава средба со едни прекрасни луѓе, со оние повозрастните, оние помудрите, пензионери се разбира, но многу интелигенција, многу што да кажат и што да не научат. Ние помладите треба да ги слушаме, треба да запамтиме, не само да слушаме, и утре повторно да дојдеме пред нив и она што ќе го ветиме да го исполниме. Они ми спомнаа вака, да пренесам на целата јавност, ја и веќе јавно ќе го кажам. Да бидат на пиедесталот, никој од нас да не ги заборави. Еве јас јавно го кажувам дека и во собранието и во владата ниту еден од пензионерите не сме да се заборави, бидејќи тие се столбот на Македонија. Тие луѓе имаат едно нешто позади нив, тоа се фамилиите нивни и Македонија. Друго ништо не бараат. Се она што државата пуски го даде за нив е за нивни полобар живот и полобар стандард. А тие луѓе ќе вратат со љубов кон Македонија и со љубов не само во изборната единица 2, туку и нашите деца и внуци да останат тука. Затоа на сите што дојдоа денеска и на секаде во изборната единица 2 во Македонија, да знаете дека ќе има влада што ќе се грижи за вас и постојано ќе биде со вас. Да ми се живи и здрави сите пензионери и да внимаваат со сите овие препораки од здравствените власти, бидејќи навистина има ковид, има навистина сериозна закана по нивниот живот, но они се храбри луѓе, ќе се заштитат, ќе излезат и ќе гласаат за ВМРО-ДПМН. Уште еднаш ги поздравувам сите и да ми се живи, здрави, вечни сите пензионери, но и повозрасни луѓе.